Денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Интензивно се гради автопатот Охрид-Кичево, се користат специјални адитиви и се асфалтира и во зимски услови. Привршуваат подготовките за водици во Охрид. Се распаѓа некогашниот гигант Еврохотел во Струга. Гостите од Турција повторно најбројни од туристите што ја посетиле нашата земја. Бугарија доби нова влада која ќе ја предводи премиерот Росен Желјасков. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура до 3 степени Целзиусови. Во петок над најголем дел од Европа ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација која што ќе условува стабилно и студено време со зголемена облачност. Во крајните северни, североисточни и источни предели се очекуваат температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во централен Медитеран ќе се наоѓа полена низок воздушен притисок кој што на југ од Апенинскиот и на исток од Пиринејскиот полуостров ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, но ќе биде студено со температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 2 до 14 степени. Во Македонија во петок ледено утро со пат на утринските температури кои што ќе условат појава на умерен мраз и температури кои што ќе се движат во интервал од -10 до -1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време, ќе дува слаб ветер со променлив правец. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од -2 до 7 степени, дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст. Во Охрид во петок по студеното утро со утринска температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и студено време. Максималната дневна температура ќе достигне до 4 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота по студеното утро со температура од -6 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево време со дневна температура до 5 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 5 степени. Во понеделник по студеното утро и температура од -3 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и температура до 6 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Интензивно се гради автопатот Охрид-Кичево. Се користат специјални адитиви и се асфалтира и во зимски услови. Лани на овој патен правец животот го загубија 2 лица. Интензивно се гради автопатот Кичево-Охрид, како што најавија надлежните се користат специјални адитиви и се асфалтира и во зимски услови. Од полицијата препорачуваат исклучително внимателно возење. Лани на автопатот 2 лица го загубија животот во сообраќајни несреќи кај селото Ботун. Овие податоци сами по себе укажуваат дека потребно е и тоа како зголемување на степенот на сообраќајната безбедност. Потребно е подигнување на сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот, посебно кај возачите на моторни возила. Тука посебно сакам да акцентирам дека потребно е крајно внимателно управување со патничките и други моторни возила на автопатот во изградба Кичево-Охрид. Најчесто причините за сообраќајните несреќи на овој патен правец е возење со неприлагодена брзина со условите на патот. Една од основните причини за случајните сообраќајни незгоди е непочитување на
сообраќајните правила и прописи пред се во однос на ограничување на брзината на движење. Останатите причини секако за жал и понатаму остануваат користење на мобилен телефон во текот на управувањето со моторните возила и неприлагодување на брзината на движење према условите и состојбите на патот, посебно во зимски услови. Изградбата на автопатот Охрид-Кичево започна во февруари 2014 година. Конечно, после цели 11 години, оваа летна сезона се очекува да биде пуштен во употреба дел од автопатот од селото Врбјани до Охрид. Привршуваат подготовките по повод пристојниот христијански празник Богојавление Водици. Ова беше денес констатирано на координативниот состанок кој се одржа во просториите на општина Охрид, информира градоначалникот Пецаков. Од утре започнува китењето на централното градско подрачје и пристаништето со зеленило и верски знамиња. Викендов беше исчистен делот од езерото и кејот каде ќе бидат сместени капачите и каде ќе се одвива полагањето на Светиот крст. По церемонијата за осветување на водите од Охридското езеро, за доброто празнично расположение на градскиот плоштад е предвидена богата музичка програма. По повод празнувањето на Богојавление Водици, во сабота ќе се одржи голем богојавленски водосвет во храмот Свети Никола Геракомија, а во недела богослужби ќе има во сите парохиски цркви. По повод празнувањето на Богојавление Водици на 18 јануари сабота водокрст во храмот Свети Никола Геракомија ќе биде отслужена утрена богослужба и голем богојавленски водосвет со почеток во 7 часот и 30 минути. Во недела, 19 јануари, на Водици, богослужби ќе има во сите парохиски цркви во Охрид, во стариот дел од градот, во Свети Никола Геракомија, Успение на Пресвета Богородица Каменско, Свети Великомаченик Георги Горна Влашка Мала, Свети Никола Долна Влашка Мала. Со светата архиерејска литургија во црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско ќе чино началствува неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Во 7 часот ќе биде отслужена утрена богослужба. Во 8 часот и 15 минути литургија, во 9 часот и 45 минути литијата ќе тргне кон градското пристаниште, а во 10 часот ќе биде положен Светиот крст во водите на Охридското езеро. Во 12 часот на местноста Сараиште ќе биде организирано групно крштевање во Охридското езеро. Некогашниот репрезент на Палас Турист, познатиот Еврохотел на Струшкото крабрежје, денеска руина. Комплексот се распаѓа, новата управа со низ обвинувања кон поранешниот управител. Оставил руинирани простори, а дел од апартманите незаконски ги присвоил. Руиниран апартманскиот комплекс на Струшкото крајбрежје, познатиот Еврохотел, се распаѓа. Новата управа на заедницата со низ обвинувања кон поранешниот управител. Велат оставил нефункционален покрив од кој протекува во апартманите, распаднати заеднички простории, полни со ѓубре, ограбени ресторани, шанкови и останати простории. Обвинуваат за комплетна негрижа за објектот. А како оставштина ни остави еден, да кажеме, руиниран објект со еден куп проблеми. Од нефункционален кров, од еден куп правно-имотни проблеми. Претходниот управител имаше своеволен начин на управување, исклучуваше струја по свое наоѓање и плаќањето за одржување беше исто по негово наоѓање, некои луѓе плаќаа, некои не плаќаа. Во Еврохотел има и имотно-правни проблеми. Собствениците на апартманите обвинуваат дека поранешниот управител незаконски ги присвоил. Насилно има влезено во тие апартмани, има скршено брави и ги има издавано скоро 10 години. Се работи за различна бројка меѓу 25 и 35 апартмани. Сите тие апартмани имаат валидни собственици, кои што од различни причини не извадили имотен лист, со валидни купопродажни договори со инвеститорот Палас Турист. Во Еврохотелот има 325 апартмани, од кои 255 имаат имотен лист, а остатокот имаат собственици, но незаконски се издаваат. Некогашниот репрезент на Палас Турист, познатиот Еврохотел на Струшкиот брег, денес руина. Поранешниот управител ги отфрлува обвинувањата. Тврди дека е имал овластување од 2017 година
да се грижи за апартманите. Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари-ноември 2024 година, во однос на истиот период лани, бројот на туристите е зголемен за 8,3%, при што кај домашните туристи има намалување за 1%, а кај странските има зголемување за 13,8%. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во ноември 2024 година изнесува 66.701, од кои 31,6% се домашни туристи, а 68,4% се странски туристи. Бројот на ноќевањата во ноември 2024 година изнесува 138.226, од кои 38,6% се од домашните туристи, а 61,4% од странските туристи. Во периодот јануари-ноември 2024 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 8,3%, при што кај домашните туристи има намалување за 1%, а кај странските има зголемување за 13,8%. Во периодот јануари-ноември 2024 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 5,3% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 2,2%, а кај странските има зголемување за 9,2%. Најпосетувани се градот Скопје и крајзерските градови, а и понатаму најбројни се гостите од Турција, 14.193 туристи со остварени 22.584 ноќевања. Потоа следуваат Србија, Грција и Бугарија со околу 3.500 туристи. Црвен крст Охрид се вклучи во хуманитарната акција за собирање финансиски средства за нашата сограѓанка Ана. Охриѓани пред уште еден хуманитарен предизвик за помош на 16-годишната наша сограѓанка која боледува од ретка болест и потребно е да ѝ се изврши итна операција на мозокот. За операцијата која ќе се изведува во Бамберг, Германија, потребни се 37.000 евра. Црвен крст Охрид се вклучи во хуманитарната акција за собирање на финансиски средства за нашата сограѓанка Ана и на повеќе локации во градот, маркети, кафулиња, хотели, веќе се поставени собирни кутии со знакот на Црвен крст во кои секој ќе може да донира финансиски средства според своите можности. Може да се донира и на трансакцијска сметка 200 001 580 82 88 77 Депонент Стопанска банка на име Александра Радеска, како и на телефонските броеви за донација Телеком 143 115, А1 143 479. Да се мобилизираме во хуманоста и да помогнеме да се спаси еден млад човечки живот. Од срце за Ана. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.